Антикорупцијска отвора случај за пожарникарските скали од 1.700.000 евра кои ги купува градот Скопје. Комисијата ќе ја чешла набавката на Шилегов, но и како компанијата која добила 126 државни тендери, го добива и овој тендер за набавка на опремата за пожарникарската бригада. Ние постапуваме по се отворени, тој предмет ќе се работи како и сите предмети, меѓутоа е неблагодарно некој сам за себе да поднесува пријава со сомнежи за корупција. Значи, малку е не соодветствува со одредбите во нашиот закон. И додека антикорупционерите отвараат случај за него, градоначалникот Шилегов денеска на брифинг со новинарите повторно се обиде да ја убеди јавноста дека постапката за набавка на пожарникарското возило и скала со додатна опрема била транспарентна. Фирмата која ќе одржува опремата е фирма на зет на секретарот вработен во град Скопје и досега добила 126 државни тендери, ама според Шилегов немало никаков конфликт на интереси. Градските пари нема да бидат директно исплатени на сметката на Армор Плюс, па затоа нема конфликт на интереси. Само оваа фирма од Македонија застапник на специјализираната опрема. Ние немаме деловен однос ниту кон српската, ниту кон македонската. Влегуваме во предизборија, па лагите кои ги кажува опозицијата ќе бидат секојдневие. Истата фирма во 2018 и 2020 година добила 2 тендера за набавка на пожарникарска опрема, потврди и првиот пожарникар Симоновски. Опозицијскиот лидер Мицковски вчера на брифинг веќе објави дека огромна добивка или 37% од буџетските пари од градската каса на Скопје ќе легнат токму на сметката на оваа фирма. Токму тоа и разликата во парите со скалата која набави градот Загреб од истата компанија од Будимпешта со иста додатна опрема. Засега исплатени биле 20% од парите за набавката на возилото со скала од Будимпешта, а останатите ќе биделе исплатени до јуни кога и се очекува истата да биде донесена во Македонија.